Во православните храмови денес се чествуваше празникот посветен на светите апостоли Петар и Павле. Во чест на празникот кај народот познат како Петров ден, во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, во присуство на голем број верници, света божествена литургија отслужи прота Предраг Исаевски. Апостолите Петар и Павле се сметаат за првите проповедници на Новиот Завет. Денес е голем ден, светол ден, денес е Петров ден, а по Петров ден ни доаѓа и Павлов ден. Овие се апостолски денови, посветени на Свети Петар, денешниот ден, напомош сите Петровци и Петранки, и утрешниот ден Павлов ден, и напомош и вечно име и на Павлинки, на Павловци, на сите кои што го носат ово свето име. Свети Петар е наречен Петрос на грчки или Кифа на еврејски, што значи стена. Тој бил стена, карпа во верата Христова и еден од оние кои што Господ Бог му вели како награда тебе ќе ти ги дадам клучевите од рајот и од пеколот и се што свржеш на небото ќе сврзеш и на земјата. И се што разврсеш на небото ќе разврсеш на земјата. Зошто ти Петар открил дека он е син Божи. Тоа се вели во Евангелието на Матеј 16 глава 16 стих, кога Господ вели за кој вие мене ме сметате пред апостолите. И Петар објавува, вели, ти си Христос, син на живиот Бог. А па Господ му вели, Петре, ова нек ти го открија тело и крв, туку Духот Божи што е во тебе. Единствено, Свети Петар прв од апостолите го исповедал Господа Исуса Христа како вистински Бог, како вистински Син Божи, испратен од Отецот. Има две посланици напишано, две Петрови посланици, каде што истакната верата преку народот Божи како царско свештенство, каде што секогаш он го учи народот и го советува дека тој треба да оди по патеките на Бога преку неговите две посланија. 67 година од новата ера, најпрвин Свети Петар го осудиле на крстна смрт затоа што го проповеда христијанството. Оти во тоа време не смеело да се проповеда христијанството, било теократија. И Свети Петар го осудува на крстна смрт како Господ Исус Христос што бил раснат на крст, но Свети Петар рекол, не сум достоен како Господа да ме раснете, сакам со главата надолу, со нозете нагоре, значи наопаку да го свртат. И при маки големи, он ја предава својата душа пред Бога во 67 година, а во истиот ден и Свети Павле е посечен со меч од джелатите. Со денешниот празник завршуваат Петровденските пости, а верниците кои ги почитувале православните црковни канони ја примија светата причест. По повод празникот благословени беа лебовите, виното и пченицата, принесени од верниците, за здравие и благосостојба. Во текот на литургијата верниците палеа свеќи, се поклонуваа на иконата на светите апостоли и се миропомазуваа. Денешниот празник многу верници во Тетовскиот крај го празнуваат како именден. Инаку служба во соборниот храм Свети Кирил и Методи ќе има и за време на викендот. Утре се слави споменот на Свети Павле, додека во недела светите Козма и Дамјан, празник познат како Свети Врачи. Во Гостивар ќе се поставуваат нови детски катчиња со реквизити и други забавни содржини за најмалите. Локалната самоуправа објави тендер за набавка и монтажа на вкупно 6 нови игралишта, од кои едно ќе биде специјално прилагодено за децата со посебни потреби.
Игралиштата ќе бидат опремени со лизгалки, лулашки, клацкалки, тобогани и други слични интересни, рекреативни и едукативни елементи. Несомнено оваа вест е добра за родителите и дечињата, но не треба да се занемари фактот дека детските игралишта во Гостивар редовно се уништуваат, а реквизитите брзо остануваат преполовени и нефункционални. Тоа го потврдуваат и граѓаните. Тие сметаат дека се потребни што повеќе детски качиња за забава и апелираат игралиштата да се чуваат, да се покаже поголема свест и внимание кон простор кој е наменет за забава на децата. Мало низ паркот, добро е времето, не е вричина и така е. Идем, да, давајте. Па почет се случува, има и ги расипуваат. Дали намерно, што, како, не знам. Или поголеми некои деца, наверојатно од возрастните, од мали не верувам. Па по моја етап, по големите деца да не се ниша, зашто ете тие повише проблеми прават, а мали нека си да дневниот живот е вака, да излага да има каде, што, како и тоа. Да речеме секој втор ден. Убо гледам на местиле, ама не чуват. Било млади, било стари. Често се лулат. нели? Како не? Ако издржи ово до есен, тоа е. Значи, мојот апел. И млади, и стари жени се лулат, ја им викам. Без трам, пошто јас сум дојдена од надвор. Тоа треба да чуваме за деца, така не. Колку пати им викам да го имаш во дворот, би оставила вака некој. Инаку убое. Треба да се има, што се вика некој паркче, да се излезат деца, да имат каде. Тендерот за набавка и монтажа на новите детски игралишта е отворен до 24 јули, пошто ќе биде избрана најповолната понуда. Избраната фирма ќе биде ангажирана и за соодветна подготовка на теренот на локациите, каде што ќе се постават качињата. Во изминатиот период, Гостиварската општина вршеше обнова и поправки на реквизити на веќе постоечките детски игралишта. Едно лице загина, едно е повредено вчера во две одделни сообраќајки. Утрото околу 9 часот и 30 минути во Челопек, 56 годишник од селото, управувајќи патничко возило Volkswagen Golf со скопски регистерски таблици, удрил во паркирано патничко возило. По незгодата тој бил пренесен во Тетовската клиничка болница, каде била констатирана негова смрт. По наредба најавен обвинител, телото на починатиот било предадено на семејството. Увид на местото извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Околу 22 часот и 20 минути на улица Маршал Тито во Тетово, патничко возило Peugeot 206 со тетовски регистерски ознаки, управувано 38 годишникот Фалише, изгубило контрола и излетало од коловоз. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот и веднаш бил пренесен во Тетовската клиничка болница. Увид извршила екипа од СВР Тетово. Аутизмот предизвикува децата да го доживеат светот поинаку од повеќето други деца. Ним им е тешко да разговараат со другите и потешко се изразуваат со зборови. Децата со аутизам се држат за себе и не можат да комуницираат без посебна помош. Загрижувачки е податокот што аутизмот има растечка стапка на појавување од 10 до 17% годишно. Во Тетово функционираат две специјални паралелки во основните училишта Лирија и Андреа Савески Чиќиш, во кои настава следат и деца со аутизам. Исто така, дел од учениците со аутизам се вклучени во образовниот процес во основните училишта во градот. Освен 2 центри за аутизам формирани од невладини организации, нема државни центри кои би помогнале во развојот на овие деца. Ерол Фејзули од Тетово, родител на дете со аутизам, вели дека првите симптоми кај нивниот син ги забележале на 3-годишна возраст. Немаше бистар, чист поглед во очи, со говорот заостануваше, не одговараше едноставно на прости налози, не разбираше доволно и одбегнуваше од неговите врсници едноставно.
Физички, фала Богу, немавме некои посебни проблеми, но сепак на таа возраст веќе се одлучивме да побараме стручна помош. Наеднаш во тој момент дознавме за поимот аутизам. Бевме во шок. Наеднаш ни дојде, бевме уплашени, не знаевме што е тоа аутизам, што се случува. Сето тоа, додека го прифативме, ни требаше еден подолг период. Но сепак, застанавме на свој нозе, секој ден направивме ритам. Во 7 часот сабајле станувавме, се спремавме за на училиште, во 7:30 му почнуваше часот. Сега, во почетоците, до 8:30, 9 часот преку сила, седевме, пратевме настава. За нас беше успех, сепак. Час и половина да седи, да прати настава, за нас беше успех. Сето тоа во првите месеци беше стресно за нас како ќе биде се тоа, како ќе се одвива, но успешно поминавме првава година. Сега веќе откако завршивме, како ќе биде сега понатамо, втората година останува да видиме. Фејзули додава дека многу работи се менуваат во семејството кога се диагностицира аутизам кај детето. Раната интервенција е клуч за подобрување на изгледите за децата со аутизам, невролошко нарушување што ја оштетува комуникацијата и социјалните способности. Кај нас ние имаме напредок. Значи, одиме по неколку часови дневно на дефектолог, работаме и дома. Без работа дома, значи, не ќе може да се осети напредокот. Што се однесува и до социјализацијата. Ние, нашето дете, секаде е со нас. Значи, каде и да отидеме, дали станува збор за на гости некаде, дали станува збор за на свадба, на одмор, на кафе некаде да прошетаме надвор, било каде, него го земаме со нас. Многу е битна социјализацијата за тие деца. Дома се работа постојано со него. Дали тоа ќе биде повторување на материјалот што било за него предвидено во училиштето, или тоа што работел дефектологот со него, учење бројки, учење букви, учење бои, или работа во смисол сам да земе да јаде, сам да се пресоблекува. Сето тоа е една макотрпна работа, затоа што кај тие деца некои работи треба да се повторат по 100, по 200, по 1000 пати треба да се повторат за да ги сватат. Но сепак мора да се смогне сили, мора да се излезе на прав пат. За жал, се уште ние имаме родители, се уште имаме семејства кои што се плашат или се срамат, па ги кријат тие деца. За жал, многу потешко е така. И за самите деца, и за самите родители, за самото семејство. Значи, мора што порано се диагностицира, се воспостави диагнозата на тие деца. Што порано да се почне со третман, толку подобро и за самите деца, толку подобро и за семејството. Родителите на деца со аутизам се соочуваат со проблеми. Каде да го носат своето дете по часовите на училиште? Секогаш покрај него треба да има возрасно лице, а ако се одлучат за некој од центрите каде ќе му биде возможена стручна помош од дефектолози и логопеди, тоа најчесто е на нивен трошок. За жал, сите посети на логопед, на дефектолог, на психолог, на социолози, ако треба, и понатамо, да речеме, во училишна возраст, во школска возраст, ако не може државата, се уште не може да обезбеди персонален асистент за секој, образовен асистент за секое дете, треба родителот сам да го плаќа. Не сакам да шпекулирам со паричен износ, но со сите тие одредени суплементи пред се што се даваат кај тие деца. Немаме лек ние за аутизам. Износот изнесува некаде можеби околу 10.000 па и повеќе илјади денари месечно, па уште ако земеме и да се плаќа образовниот асистент, тоа би било сигурно околу 20.000 денари месечно, кој што е голем трошок. Голем трошок кој што многу родители на деца со аутизам не може да си го дозволат, за жал. Тука може да набројуваме, значи, доста работи каде што може државата да помогне и би требало да помогне.
не само заради од тој економски аспект, него и од социјалниот аспект. Значи, пак ќе речем, многу работи се донесени, законски решенија, но се уште ништо не функционира. Сега државата одлучи, значи, тие деца да се интегрираат во образовниот процес. За да се интегрираат во образовниот процес, треба да се обезбедат образовни асистенти. Тие деца не се способни сами да пратат настава. Треба да се образува кадар доволно да има и да се обезбеди образован кадар за тие деца. Па треба да имаме услови за или целодневна настава или згрижување целодневно, затоа што наставата трае неколку часа. После тоа дете каде ќе оди? Дома, ако се родителите на училиште, ништо не може да се постигне. И да се успее едниот родител, што не е така лесно со приватниот сектор да добие скратено работно време, па да биде со детето дома, пак не е тоа трајно решение, не е добро решение целосно, затоа што за тие деца треба социјализација, треба сепак работа со стручни лица. Конкретно во општина Тетово веќе неколку години, мислам, се пробува преку соработка со UNDP, во соработка со општината и со неколку училишта се прави пилот програма за да се обезбеди образовен асистент за тие деца, но се е тоа се уште како пилот програми, се уште недоволен број на образовни асистенти се примаат преку тие програми, бидејќи потребата секоја година расте, се повеќе деца векаме имаме со аутизам, така да општината се труди, не да можеби не се труди, но и тие се веројатно ограничени до одредена мера, така да треба, уште има тука за работа, што се однесува до тој момент на образованието, што се однесува до центри за аутизам, државни центри за аутизам, зборувам, се уште немаме ние тука, каде што би биле покриени тие деца и финансиски да може да не мора приватно да се оди на дефектологи, логопед и слично. Денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 20 часот. Ќе емитуваме емисијата посветена на аутизмот, снимена во рамки на проектот Зборуваме за хендикепот, што го реализира Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово. Председателот Стево Пендаровски денеска ги прими акредитивните писма на новоименуваната амбасадорка на Соединетите Американски држави, Кейт Мери Брнс. Амбасадорката Брнс рече дека ќе ги поддржува напорите на македонските власти во борбата против корупцијата и зајакнувањето на владењето на правото и ќе работи на зацврстување на безбедноста. Брнс е дипломат од кариера и досега беше заменик шеф на мисијата на САД во Атина, каде што дојде во септември 2017-та. Претходно беше постојан представник на мисијата на САД во ОПСЕ во Виена. Вечерва после полно ќе се спроведе првата фаза на дезинсекција за уништување на комарци и други штетни инсекти на подрачјето на Гостивар. Од локалната самоуправа соопштија дека прскањето ќе се изведува преку целата вечер до раните утрински часови. Со дезинсекција ќе бидат офатени локациите кои се сметаат за критични точки за размножување на ларви. Улиците Живко Брајковски и Мајор Чеде Филиповски, од двете страни на големиот градски парк покрај реката Вардар, областа кај општата болница, улицата ЈНА до Здунската раскрсница, коритото на Вардар во атарот на селото Равен, каналот од Здунска раскрсница до населбата Фазанерија, населеното место Бањица, булеварот Браќа Гиновски, до излезот на градот, како и покрај реката Јахорка во селото Форино. Во случај на време со дожд или силен ветер, дезинсекцијата ќе биде одложена. Локалната самоуправа упати апел до одгледувачите на пчели да ги преземат соодветните мерки за заштита, односно да ги засолнат пчелите во сандаците и да обезбедат потребна количина на вода за држење на пчелите затворени минимум 5-6 часа по третманот на подрачјето.
Времето денес беше сончево со умерена облачност, попладне со појава на локален дожд. Температурите се движеа во интервал од 11 до 25 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 7. Утре не очекува сончево време со умерена облачност. Попладне претежно во западните делови ќе има појава на локален дожд. Температурите ќе се движат во интервал од 11 до 26 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8.